Храна и вода за мигрантите во центарот на Менхетен, нешто што стана позната гледка во Њујорк. Од крајот на јули, илјадници мигранти се превезени со автобуси од Тексас до Њујорк и други американски држави. Со полни засолништа, мигрантите спијат надвор од хотелот Рузвелт, кој е центар за обработка на градските засолништа. Помина неколку часот како пристигнав. Ми дадоа вода, неколку јаболка, друга храна. Но никој не ми одговори на прашањата што ги имав. Само ми дадоа билет со број за ред, не ми кажа колку долго ќе треба да чекам. Мигрантите најмногу доаѓаат од Африка и Латинска Америка. Повеќето од нив не зборуваат англиски и не знаат што да прават. Како што на многумина им беше кажано на границата, тие ќе се засолнат во Њујорк. Наталија и Максин Суботен се од Русија. Се надеваат дека ќе добијат политички азил во САД. Откако поминаат 3 месеци во Мексико, тие стигнаа во Њујорк. Во хотелот Рузвелт ни рекоа: дојдете овде вечерва, ќе имате соби за спиење, нема да спиете на улица. Сепак, редицата воопшто не се поместува, не знам колку долго ќе бидеме тука. Њујоршките власти соопштија дека околу 90.000 мигранти пристигнале овде од јужната граница во последната година. Да, апсолутно има зголемување. Но да се види дека се уште работиме со менталитетот на одговор за итни случаи, наспроти поставувањето на подобри планови беше неверојатно вознемирувачко. Активистите вршат притисок да се забрзаат привремените работни дозволи за мигрантите за да можат да имаат пари да купат храна и сместување. Мигрантите не сакаат да бидат во засолништа до крајот на својот живот. Тие се тука само за да добијат можност да излезат. И штом ќе добијат работа или нешто што може да им помогне на нивното семејство, веќе сметаме дека тие ќе си одат на друго место каде што можат да изградат заедница. Градоначалникот на Њујорк, Ерик Адамс, редовно ги проверува засолништата и со месеци апелира до администрацијата на Бајден за помош. Градските засолништа се полни, а градот троши милиони долари за поддршка на мигрантите. We need help and it's not going to get any better. Потребна ни е помош и нема да биде подобро. Од овој момент ќе биде само полош. Нема повеќе простор. Бев таму во саботата, но и во неделата. Тие се имаат собрано околу блокот, наштетувајќи им на бизнисите, ова не води никаде. Ние ставаме автобуси таму за системите за ладење, но тоа е неодржливо. Мислам дека федералната влада треба да биде во првите редови во оваа криза, знаејќи и имајќи ги сите податоци за тоа каде се немирите и што се случува, што им треба на луѓето. И треба сите да се погрижиме да имаме нешто во еден град кој го носи товарот на ова. Не ми изгледа фер. Оваа ноќ над 100 мигранти ноќеваа пред хотелот Рузвелт. Кабинетот на градоначалникот ветува дека ќе најде барем привремено решение во наредните денови, но без федерална помош, велат тие, ќе биде тешко.